Доколку не морате, почитувани гледачи, не излегувајте, а доколку морате, тогаш издржете. Од утре повторно пеколни температури со искачување на живата во термометарот над 40 степен, источниот дел од државата ќе влезе во портокалова фаза. Добро познатите препораки остануваат да не се излегува од дома од 11 до 17 часот, бремените жени да се ослободат од работа, да се носи светла облека, очите да се заштитени со темни очила, главата со шапка и задолжително да се пијат многу течности, а највисоки температури се очекуваат во деновите од предстојниот викенд. Од денес Македонија повторно под вршник. Деновиве по трет пат ова лето метео алармот сигнализира портокалова фаза. Температурите ќе надминат над 40 степен, а УВ индексот ќе биде многу висок, со вредност 9. Според прогнозираните температури, денес источниот дел од државата ќе биде во жолта, а од утре и во наредните 2 дена ќе бидеме во портокалова зона. Штип полуиспразнет. По улиците може да се видат само граѓани кои брзаат своите обврски да ги завршат пред 12 часот. Ако немам потреба дома, на ладно и така. Сега под дебела сенка? Сега имам малку време некоја да помине, што треба да одам и тоа е пато дома. Нема што сте прави на Жешко. Немам проблем, ама проблем ми е на сонцето, на Жешко. И како се разладувате на во овие летни горештини? Нема подценка се. Клима дома? Има. Секоја година 2 до 3 степена температурата глобално пораст. Во овие летни горештини најголемо внимание треба да се обрати на рехидратација на организмот, посочуваат лекарите. Температурите се високи, треба значи рехидратација на организмот, тука со потењето и со излагањето на високите температури се губат електролитите од организмот, кои што се калиум, магнезиумот прави грчеми. Значи, не, а случајно е речено дека од 11 до 5 часот не смее никој да оди директно на сонце. Имам приметено дека мајките кога ќе дојдат од работа, во најголемото Жешко ги пушта децата доле. Значи, чиста вода не може да се дава затоа што го измива организмот уште повеќе. Значи, треба овоштие, зеленчук, ако не се користат препарати, кои што, например, ги надополнуваат електролитите. Вистински пекол се очекува викендов, посебно во недела, кога максималната температура ќе се искачи над 42 степен. Следната информација ни доаѓа од секторот за внатрешни работи Штип. 2 возачи се потешко повредени во 2 сообраќајни несреќи во последниве 24 часа на подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип. Утре во околу 6 часот на локалниот пат од Злетово кон селото Ратавица се судриле автобус на Ванхол, собственост на градежната фирма Актива, и патничко моторно возило Ауди. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил 20-годишниот возач на Аудито, кој прво со амбулантно возило бил пренесен во Пробиштивскиот здравствен дом, па во клиничката болница во Штип, а оттука поради сериозните повреди итно бил транспортиран во државната болница во Скопје, информираат од штипската полиција. Вчера, во сообраќајна несреќа која се случила на булеварот Маршал Тито во Виница со тешки телесни повреди, откако директно се судриле комби Fiat W автомобил Volvo со бугарски ознаки, со повреди се здобил возачот на Волвото, 43 годишен, кој бил пренесен и хоспитализиран во клиничката болница во Штип. Пожарите низ Македонија не стивнуваат. 300 хектари со ниско стеблеста шума изгореа во пожарот во околината на Зрновци. Пожарот е ставен под контрола, но опасноста од повторно разгорување не е надмината. И овој пат, како што се сомневаат надлежните, причината е човечки фактор. Невниманието на човекот предизвика големи материјални штети. Околу 300 хектари со ниско стеблеста шума со смрека, борова и дабова шума пеплоса пожарот кој вчера околу Пладни избухна во околината на општина Зрновци. Речиси 12 часа на терен траела борбата на кочанските пожарникари и вработените во шумското стопанство Осогово да ги стават пламените јазици под контрола и да се спречи негово проширување. Доцна синоќа успеале да го локализираат пожарот. Според првичните проценки, причината е голема материјална штета.
Опасноста повторно да се разгори се уште постои, состојбата на теренот будно се следи. Пожарот е веќе локализиран. На терен уште има луѓе кои го будно следат. Ако не беше локализиран и ставен под контрола, можеше да земе од поголеми размери, да оде во индустријска шума, неле, према бука да зафане, дури неле, веќе во погоните места од планината може да настани повеќе бела. Веќе одеме у непристапен терен и тогаш ќе беа потребни и да реагираме како Дирекција за заштита и спасување со воздухопловите. Таков пожар на такво место непристапено во последно време се нема случајно на територијата на регион Кочани. Надлежните се сомневаат дека пожарот е предизвикан од невниманието на човечкиот фактор. Богасењето на пожарот во местноста Трнавца меѓу населените места Видовиште и Теренци во општина Зрновци учествували и вработени во комуналното јавно предпријатие и жители од општина Зрновци. Управата за јавни приходи во иднина ќе има обврска да ги собере сите податоци за остварените приходи на физичкото лице и во електронска форма да му ги достави на увид. Над 300.000 граѓани, колку што се проценува дека годишно поднесуваат даночни пријави, во иднина нема да имаат обврска самите да ја носат пријавата на шалтерите во Управата за јавни приходи. Владата неодамно одлучи да го промени и начинот за пресметка на персоналецот и за поднесување на пријавите. Според новите прописи, УЈП ќе има обврска да ги собере сите податоци за остварените приходи на физичкото лице и во електронска форма да му ги достави на увид за дополнение или исправка. Секој граѓанин ќе има лозинка преку која ќе може да влезе во пријавата доставена од УЈП и да направи проверка на своите податоци. Доколку забележи дека во пријавата не се внесени некои од остварените приходи, истите ќе може сам да ги додаде. Новиот систем на поднесување годишна даночна пријава треба да почне да функционира од следната година. Експертите сметаат дека на овој начин ќе се намали просторот за малверзации со даночните пријави и ќе се намалат турканиците на шалтерите на Управата за јавни приходи. Младата штипјанка Марија Ристова го освои второто место на Илинденскиот Охридски пливачки маратон. Собранието денес ја продолжува расправата по ребалансот на буџетот за 2017 година. Приходната страна на буџетот е проектирана на 3,003 милиарди евра, кај расходите проекцијата е 3,305 милиарди евра. Дефицитот останува проектиран на 302 милиони евра. Новата реформска влада на СДСМ се зафати со решавање на проблемите на граѓаните по само 60 на дена. Ќе биде донесен ребалансот на буџетот на Република Македонија, со што повеќе пари ќе се вратат назад кај граѓаните. Со одговорно домакинско работење, оваа влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ќе скрати 33 милиони евра за патни трошоци и тековни расходи, 13 милиони евра за проектот Скопје 2014, 7 милиони евра во премиерскиот кабинет. Овие средства се ослободуваат за исполнување на дадените ветувања пред граѓаните. Како што вети, владата предводена од СДСМ, уште во првите 100 дена од мандатот го решава долгогодишниот проблем со стечајните работници. Со ребалансот тие ќе добијат по 7600 денари месечно се до нивното пензионирање. Ќе има покачување на минималната плата на 12.000 денари веќе од септември. Тоа ќе значи повисок месечен приход за 70.000 работници, особено во текстилната и кожарската индустрија, за обувки, бидејќи овде во Штип тие работници се најбројни. Бочварски истакна дека ребалансот на буџетот предвидува и бесплатен одмор за работниците. 35.000 работници ќе можат бесплатно да летуваат, а радиодифузната такса ќе биде укината за сите граѓани. Ќе има зголемување на средствата за водоводи и канализации, како и поддршка за мали и средни предпријатија и активни мерки за вработување во висина од 4,2 милиони евра. Ова се само дел од придобивките за граѓаните на Штип и цела Македонија. Продолжуваме понатаму честно, одговорно и транспарентно. Во наредниот буџет за 2018 година ќе продолжиме да ги остваруваме нашите мерки кои се исклучиво во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе продолжи
на активно и посветено спроведување на програмата, за кое што гласаше мнозинството граѓани и што носи економски напредок, ефикасни институции, правда и квалитетен живот за сите граѓани. Ребалансот на буџетот предвидува средства и за универзитетите. Универзитетот Гоце Делчев во Штип со ребалансот на буџетот од новата реформска влада има обезбедено средства од 8 милиони денари. Македонски Телеком има водечка позиција на пазарот во фиксни говорни услуги во првите 6 месеци од 2017 година, покажуваат финансиските извештаи согласно меѓународните стандарди за финансиско известување. Приходите од продажба во првите 6 месеци од тековната година изнесуваат 4,967 милиони денари, што представува намалување за 2,4% во споредба со истиот период претходната година. Нето добивката за првите 6 месеци од 2017 година е зголемена за 136% во споредба со истиот период од претходната година, што резултира во нето добивка од 611 милиони денари. На крајот од првите 6 месеци Македонски Телеком има 59,1% пазарно учество во сегментот на фиксната телефонија и удел од 46,5% во делот на широко појасниот интернет согласно интерните податоци. И на крајот следи спорт. Младата штипијанка Марија Ристова го освои второто место на Илинденскиот Охридски пливачки маратон во должина од 2,5 километри. Останатите членови на пливачкиот клуб Челичниот Штип ја испливаа патеката во просек за 47 минути и зад себе ги оставија некои од пливачите од Охрид, Скопје, како и бугарските и полските пливачи. Во водите на Охридското езеро по 38 пат се одржа пливачкиот Илинденски маратон, кој годинава имаше меѓународен карактер. На патеката од хотелот Парк до Охридското пристаниште, долга 2,5 километри, зедо учество 60 пливачи од Македонија, Полска и Бугарија, меѓу кои настапи и 10 пливачи од пливачкиот спортски клуб Челичниот Штип, кој ставија одличен печаток. Марија Ристовска во конкуренција на пливачи од 16 до 32 години го освои одличието второ место, веднаш зад првопласираната Мија Крстевска од пливачкиот клуб Орион, која патеката ја исплива во време од 35 минути 2 секунди и 60 стотинки, додека трета беше Јана Марковиќ. Ако се земе во предвид дека ова е второ учество на Охридскиот пливачки маратон, тогаш е видлив напредокот на Марија Ристовска, како и на останатите штипски пливачи воопшто. Останатите членови на Челичи пливаа во конкуренција на пливачи под 16 години и сите ја испливаа патеката во време со просек од 47 минути, оставајќи зад себе многу пливачи од Охрид, Скопје, како и од Бугарија и од Полска. Првото место во машка конкуренција на пливачи над 16 години го освои Андреј Стојановски од пливачкиот клуб Бета во време од 31 минута 19 секунди 10 стотинки. Втор беше Мартин Тодоровски, а трет беше Милан Крстевски. Во категорија до 16 години, во машка конкуренција, првото место го освои Денислав Костов, втор беше Андреј Стојчев, а трет беше Андреј Стојановски. Во женска конкуренција, прва беше Јана Милковска, втора беше Калина Захариева, а трета беше Сара Ивановска. Годинешово издание на Илинденскиот пливачки маратон беше збогатен со 3 пливачи од Сдруженијето на граѓани со дисфункција, хендикеп, ретки болести и посебни потреби, Дајте ни крилје од Скопје, кои пливаа рамо до рамо со своите другарчиња од пливачките клубови. Трофејтурата со највредните фудбалски трофеи од Лигата на шампионите, Лигата на Европа и на Суперкупот во петок, утре, 4 август, ке гостува во Штип. На градскиот стадион, љубителите на фудбалот ке можат да ги видат трофеите одблизу и доколку сакаат да се фотографираат со нив. Во рамките на активностите за промоција на Суперкупот, што ќе се одигра на 8 август во Скопје, помеѓу победникот од Лигата на шампионите Реал Мадрид и победникот на Лигата на Европа Манчестер Юнајтед, Фудбалскиот сојуз на Македонија и Општинските фудбалски сојузи организираат трофеј тура низ Македонија. Во повеќе градови низ Македонија ќе бидат изложени највредните трофеи, односно пехарот од победникот на Лигата на шампионите, пехарот од Лигата на Европа и пехарот од Суперкупот.
Трофеј турата во Штип ќе гостува во петок 4 август, а пехарите ќе бидат изложени на градскиот стадион во Штип во периодот од 10 до 12 часот. Ова ќе биде ретка можност любителите на фудбалот во Штип и на околните места во живо да ги видат највредните трофеи на УЕФА и секако убава прилика да се фотографираат со нив. Ги следете вестите на Ирис телевизија, почитувани гледачи. Благодарност за вниманието. Довидување.